Госпоѓа Мојсовска, теквешијата е позната по проблемите со водните ресурси што ги има изминативе неколку години. Како поминавте оваа сезона и кои беа најголемите предизвици на фармерите, производителите во овој регион? Значи, знаеме сите дека без вода нема живот. Основно средство за производство на храната, освен воздухот и сонцето, е и водата. За жал, ние земјоделците од сите региони во Македонија се соочуваме со проблеми баш со недостаток на вода за поливање на нашите посеви. Тоа е проблем кој што се јави извинатава деценија, едно од климатските промени кои што ни се случуваат и ги живееме, а друго е и од човечкиот фактор во кој што имаме системи за наводнување кои што се распространети низ целата држава, а со неправилно менаџирање на тие системи се доведува до огромни дефекти баш во екот на сезоната и кога им е потребно поливање на насадите на самите земјоделци, немаат пристап до водата и не можат да се ги полеат своите површини токму од овие огромни дефеци кои што се случуваат. Можам да кажам за нашиот регион, за Тиквешкиот регион, значи веќе неколку години, десетина години наназад ние се соочуваме со тој проблем, од кој што имаме огромни дефеци, пукнати линии, потоа имаме пумпни станици кои што се во дефект и не можат да испорачат водата на самите лозари во периодот во кој што му е потребно. Оваа година имавме енормно сушна година, многу топли денови во кои што цело лето во Тиквешијата немаше капка дожд и затоа беше многу потребна водата за наводнување. Лозарите се соочија со тој проблем и наоѓа алтернативни начини да ги навадат лозовите насади. Не велам дека сите лозари се соочија, но дел од лозарите се соочија со тој проблем и тие наместо да си ги полеваат нивите и лозовите насади со тој систем за поливање, тие наоѓаа начини кои што носеа од реки, со пумпи изпумпува, од отворените канали кои што одат низ цело Тиквешко езеро и дополнително ствара трошоци, финансиски трошоци со тоа што набавуваа нафта за тие пумпи, за да можат да испумпат водата и на времено да го полијат воздухот. Тие кои што не може да се најдат и нема алтернативни начини се соочија со проблемот да изгуба дел од родот и сушата си го направи своето. Ние имаме региони во Теквешијата кои што пред десетина години не им беше потребно поливање на лозовите насади и можеше да се набере квалитетно грозје, но заради климатските промени веќе неколку години наназад потребни се тие водни ресурси и оваа година за жал тие луѓе се соочија со фактот да им се исуши лозовиот насад, односно грозјето. А и ние кои што успеавме да ги полиеме со вакви алтернативни начини имаме загуби на количините на грози. Може ли да се изрази во проценти колкава е таа загуба? Па еве, ако пред десетина години од 1 хектар лозов насад Снедеревка се берело од 2,5 до 3 од 25 до 30 тона грозје, сега од 1 хектар Снедеревка максимум може да се набере до 1000 до 15 тона грози. Значи тоа е фактички 50%, еве да кажеме и 30%, да не кажеме 50%. 30% загуба секако имаат лозарите заради тоа. И така што сето влие, јас само апелирам и знам дека ќе се слушне гласот затоа што и ние како Национална федерација на фармери долги години го алармираме овој проблем и мислам дека во иднина ќе се слушне гласот за да може навремено да се санираат сите тие дефекти и следната година, 22 која што ни доаѓа производна година, да не се соочуваме со истите проблеми и нервози како што сме се соочувале минатите години. Тие системи се направени од некое друго време, за време на бивша Југославија. Ние сега треба само да ги одржаваме тие системи за поливање и плюс да направиме уште некои нови во кои што
немало вода за поливање и немало потреба во иднина, но сега треба да бидат потребни. Лозарството ни е значајна гранка во државата. Ние сме според извозот на вино и според бруто домашниот производ втора гранка од земјоделството која што придонесува најмногу прилив во буџетот. Затоа треба сите заеднички, не велам дека само еден е виновен, сите сме виновни за состојбата во која што се наоѓа лозарството, но треба сите и заеднички да направиме една стратегија и да размислиме дали ние гледаме иднина и дали ни е потребно тоа лозарство во Македонија или не ни е потребно. Ако ни е потребно, треба да направиме една стратегија која што ќе биде долгорочна и која ќе се гледа развојот на лозарството за следните 10, 20 и 30 години.